Здраво, моето име е Виктор Христоски и ќе бидам еден од домаќините на овогодишната сезона на Само ракомет. Во него ќе зборуваме само за ракомет, за македонскиот ракомет пред се, за Лигата на шампиони, за Лигата на Европа, за македонското првенство, за репрезентациите. Ќе се обидеме да направиме уште една популаризација на македонскиот ракомет, на македонските играчи, на македонските тренери, да побараме одговори на прашањата како да постигнеме подобри резултати. Со мене ќе бидат во епизодите кои што ќе следат многу често Иван Марковски, наше легендарно десно крило, еден од пионерите на гастарбајтерството во ракометот, пробивање на бариерите на македонските клубови, долгогодишен репрезентативец на Македонија и сега актуелен тренер на Металург. За Металург друг пат ќе зборувам. Исто така со нас ќе биде Александар Бицевски, Филе, човекот кој што многу ми помага и ми дава инспирација околу овој проект и со него имаме слични размислувања за поготово за одреден број на тренери во македонскиот ракомет. Иван ми е многу интересен да биде гостин домаќин во нашата емисија затоа што е предводник на една нова генерација на македонски тренери, на модерни тренери, кои што треба да го подигнат нивото и на клубовите, и на играчите македонски и да успее Македонија она што години го гради да го издигне. И беше предизвикли за тебе да прифатиш да разговараме за ракомет. Само за ракомет. Најнапред ми е огромно задоволство и чест што ќе бидам еден од домаќините, гостите, како што рече на оваа емисија. Ти знаеш дека и Бице дека јас сум голем фан на Само ракомет, дека често знам да дадам одвај чекам да ги читам вашите анализи и вашите текстови и мислам дека сте на прав пат, дека за еден краток период Само ракомет доби една голема ширина и еден голем број на следбеници и читатели на вашиот портал. Мислам дека заедно ќе пробаме на некој начин да ги објасниме сите овие работи, малце поблиску да дојдеме до македонската спортска јавност и да ги објасниме малце сите оние теми поврзани околу ракометот. Бице е всушност иницијаторот, капислата на Само ракомет. Често знаеме да седиме и со часови да коментираме кој погрешил, како требаше и како не требаше и во еден момент видовме дека сме вешти. Видовме и уствари тоа ни дојде секогаш кога седиме на ракомет, гледавме да седиме позади клупите резервни. И некогаш поише гледавме што се случува на резервна клупа, на тајмаути отколку што има на утакмици и знаевме да искоментираме, некогаш и да погодиме што ќе следи као чекор на тренерот на екипата и свативме дека можеме малце поише од тоа да излеземе од таа наша зачауреност, да речеме, од само двајцата знаеме за тоа, нека знаат повеќе, па сега ќе се обидеме да видиме до кај можеме и колку можеме да пристапиме. Прва тема што ќе ја работиме вечерва ќе ни биде македонското првенство. Ќе зборуваме денеска накратко за првите 10 кола. Иве, со твојот Металург се соочи безмалку со сите веќе тимови и еден накратко. Каков е квалитетот на лигата? Долго време најавуваме како и ја најавуваат како една од најдобрите лиги на Балканот, па можеби и пошироко. Дали има вистина во тоа? Па секако, еве веќе уште едно коло од првиот дел на македонското првенство. Мислам дека македонската Суперлига е една, ако не и најдобрата на овие простори. И самиот епитет и самиот квалитет и екипите со кои што македонската Суперлига располага го дава и тоа за право дека лигата е стварно квалитетна, со квалитетен број на играчи пред се домашните и странците кои што сите заедно го дават она што македонската лига е денес. Ние безмалку одигравме со сите противници во овој изминат период, можам да кажам дека стварно секоја од екипите од првата до последната ја гледа својата шанса за некој подобар резултат. Сите во новиот формат
на надпреварување ја гледат шансата да играат во тој плейоф и секако останатите екипи кои што ќе се борат за опстанок во лигата во еден карактеристичен, ако може така да се каже, карактеристичен надпреварувачки дел, мислам дека ќе биде уште поинтересно. Се е отворено, сите екипи покажа сериозен квалитет, некои на кои што мислевме дека се аутсайдери или недоволно добри, го покажаа спротивното и мислам дека македонската ракометна јавност има што да види во спортските сали, дека македонската јавност може да гледа добар ракомет и дека клубовите го дават она најдоброто во овој момент. Дилемата се хашите во прва лига, во Суперлига. Ја знаеш што сега ми текна дека зборуваме одамна немало да има екипа, ствари да нема непоразена екипа. Да нема Значи непоразена Вардар екипа, долги точно. години беше непоразен, така се прошетуваше, можеби 5-6, не знам, да не И по времето со Металург. Ама Тогаш- сега, значи, еве сега немаме непоразена Поразена екипа, екипа. што пак е потврда на тоа што Квалитет. се случува. Да. на А квалитет. победата на Еврофан Пелистер 2 со Вардар е и доказ дека е добро што тие заиграа и Пелистер и Вардар, всушност во првата лига, во Суперлига. Дефинитивно. Значи, проектот на Еврофрам 2 е еден показател дека македонските млади играчи со шансата што ја добија да играат во ова елитно надпреварување и со начинот на работата кој што ја имат и условите пред се во Еврофрам 2 покажаа дека се на прав пат, дека во еден нормален и правилен тренажен процес може само да напредуваат, а плюс и додатно со квалитетни надпревари од рангот на Вардар, Еврофарм, Металург и така натаму останатите екипи, дека само така може да се достигне амбицијата и врвот на еден ракометари и еден спортист кој што без исклучок мора да има во почетокот или во се она што значи амбиција и поставување на цели. Јас мислам дека потполно изедначено првенство и Бице кажа дека непоразена екипа со тоа е само уште една потврда дека македонското првенство е на едно од најквалитетните на овие простори. Ке разговараме низ емисиите повеќе и за поделни екипи, поделни играчи, поделни тренери, што мене и на Бице ни е така многу важно тоа околу тренерите и околу вреднувањето на тренерите, странците и домашните. Сега ќе направиме малце и осврт на Лигата на шампионите. Значи веќе 6 кола измина, веќе ги видовме, пред се зборувам за нашите представници, значи во случајот за Вардар. Вардар го видовме во две различни светла. Бице осетлив на темата како ќе се развива Вардар и Кога го спомнавме сега, ме интересира твое мислење краен домет на Вардар оваа сезона. Па добро, видете, Вардар го носи Подобро, до каде Вујо може да оди со овој Вардар. Вардар го носи теретот на двократен европски шампион и тоа е нешто што стварно треба да се носи во изминатиот период покрај сите турбуленции или се она што се случуваше после ерата на Самсоненко. И мислам дека целите кои си ги поставија и тој пласман во четвртфиналето веројатно се една висока рамка која што не дека не е остварлива, но е многу тешка. Вие гледате дека во период кој доаѓа треба да си го заработите местото во елитното друштво Лигата шампиони и не е то без разлика дали сте двократен, трократен или петтократен европски шампион, треба тоа да го заработите. Што значи тоа? Дека во оваа сезона и веројатно наредната ќе имаме представник во Европската Лига на шампиони, мора да направите резултат или минимум тоа четвртфинале и мислам дека Вардар е на еден голем испит. Направи еден респектабилен тим според мене и плюс со доаѓањето на браќата Нокас во она цела ситуација, дека Вардар доби на квалитет, сега е оној момент каде што Вардар треба да ги искористи своите шанси покрај противниците кои што играат во променлива форма. Гледаме кај Монпеле и Кил во оние моменти кога Вардар требаше веројатно да ги добие на хартија тие надпревари, тие киксна, но сепак се работи за едни исклучително врвни гиганти кои што не можете туку така да бидете или да преземите фаворитската улога. Вујо сигурно дека дојдене за да направи еден добар резултат. Знаеме дека Михајло е
фан или еден голем залюбеник во неговата работа, можеби сега тоа не се покажува на некој начин како не би рекол неправилно, него дека тоа што се бара од него, но мислам дека процесот на прилагодување на двете страни, тренерот и играчите, е нови играчи, специфичен, многу специфичен момент каде што веројатно многу периодот е краток за резултати, а времето не е сојузник на Вардар и мислам дека тука е генерално тој на некој начин проблем зашто го нема тој континуитет. Мислам дека на одредени позиции веројатно се лимитирани и дека тука им треба некој среден бек. Често тоа го споменувам и тоа е веројатно така, не дека Гаджа е слаб играч, едноставно високите некои амбиции кои си ги постави Вардар и се оно обкружување од типот на браќата Нокас, не знам, Тото и останатите играчи бара некој подобар квалитет. Мислам дека Вардар во периодот што беше претходно ја научи лекцијата или тие надпревари кои што реално требаше да ги добие или да ги материализира со кил на преварот. Мислам дека веројатно ја анализираа доста таа игра и дека во редните надпревари Вујо сигурно како искусен тренер ќе го... Скокотлива прашање сега, скокотлива. Не е скокотлива, ама некако ми ја одбегна темата за Вујо вака многу културно. Низ историјата колективните спортови знаеле да бележат моменти кога играчите го менуваат тренерот со еден тивок бойкот, со некојаш и не толку тивок. Имали простор за такво нешто Вардар? Постои ли некоја, еве како тебе или некоја сива еминенција која што може да му раздрма малце или да му скине една ногарка од столчето? Ако праксата вели така или минатото, јас мислам дека денешницата е сосема нешто друго. Вардар е сериозен клуб. Играчите кои што се во Вардар се исклучително врвни професионалци кои што не верувам и во екипите каде што досега и во националните селекции каде што играле не се занимаваат со од типот менување на тренер или таа нивна психологија или менталитет дека тренерот е крив ако не одат резултати. Не. Јас мислам дека за да функционира се треба сите страни да бидат подеднакво инволвирани во тоа. Јас мислам дека играчкиот можеби преголемиот играчки кадар на Вардар во некој ростер од 25 играчи и можеби на некој начин и на Вујо му отежнува работата како да се постави, да се адаптира на тоа што се бара од него, но мислам дека и не верувам дека тоа е момент во Вардар, но боже мој, се е можно и никогаш не е среќен, Со други зборови, хемијата што постои меѓу играчи, управа, клуб на релација, тоест на таа релација, на позиција сооблекувална, тренинг, сала, па и после утакмица, според твоја забелешка е задоволително. Задоволително и гледате, сето тоа што ти го кажа сега во тие работи, не знам, хемија, комуникација, играчи сооблекувална го прави тренер. Мислам дека Вујо како искусен и како еден од тренерите кој направи доста за светскиот европскиот ракомет, знае тоа да го избалансира. Можеби тоа не се покажува сега на некој начин, но со последните резултати, но верувајте дека голем е Вардар клуб кај што на некој начин ќе знае да излезе. Ако таа хемија е добра, еве објасни ми го твоево, да речеме, како твоето мислење, зашто у овој момент се објави дека Тото си заминува? Интересно, ова е многу интересно. Извини, само да дофилам, значи Тото се прикажа од првите неколку утакмици како човек кој што е исклучително борбен, што други играчи што доаѓале на почеток не можеле тоа нити да го покажат, нити да го прикажат, да речеме, и на публика и на терен. Овој се покажа исклучително офанзивен и позитивен по тоа прашање. Работи на некој тимски дух, работи со публика добро, борбен е, квалитетен. Делува дека добро се чувствува во клубот. Да, и како одеднаш сега он реши дека ќе оди, тоа баш сега се објави. Има многу фактори кои влијаат на тоа, претпоставувам. Прво, каков е договорот на Тото со Вардар? Дали е тоа долгорочен на година дена? Постои таа опција, дали има може би на една точно, година. дали има клаузула, тоа ние не го знаеме, но веројатно година, ама зашо не го продолжи ако е се добро? Веројатно, според моје, Тото го привлече на себе вниманието со последните прекрасната со Дурбиндо, најсвежа. Го привлече вниманието и нормално дека од типот на Тото со неговите игри
цела Европа малтене беше заинтересирана за неговите услови. Иве, накратко, ти као хоби малце со менаџерската работа се занимаваш. Како делува тоа? После надпревар веднаш вртите телефон. Точно, тото беше дечко, ти си интересен добар. за пола Европа, веројатно, доста екипи го бара, профилот кој го има и сето бице што го кажа, комуникација, клупа, публика, енергија што ја пронесува позитивна, Играш во два правци. Точно. Секоја екипа, секој тренер, секоја врвна екипа ќе го сака и секогаш ќе биде на цена на европскиот пазар. И мислам дека се нормално во овој момент за тоа. Сега кај хемијата ќе се префрлиме на следната точка, хемијата во Пелистер и во Лига Европа. Ние имаме цело време едно чувство дека таму не е проблем играчкиот кадар, дека не се проблем противниците, Кадетен Шавказен, Тата Бања, АЕК, останатите. Како да нема хемија во тој клуб? Па Еврофарм Пелистер е сериозен проект каде што веројатно нешто не функционира, веројатно. Па по сите овие некои кажувања, по сите некои овие резултатски, не знам, прилики кои се случуваат во Еврофарм, мислам дека пред се моје мислење дека дисциплината треба да биде на едно повисоко ниво него што е во овој момент. И играчката, дисциплината и во игра и надвор од теренот. Мислам дека тие се некои сегменти каде што мора да менаџментот, тренерот и сето што е како случаен штаб треба да даде малце поголем еден... Еве, мене со дисциплината ми е најсвеж примерот, значи последните секунди и однесувањето на Танковски. На надпреварот со Кадетен беше, така? Значи никој од публиката не изреагира да му опомене, му каже мали, не смееш да стоиш поблиску од 3 метри, ке те исплучат. Сите тие параметри или сите тие Иве треба да реагира, треба да... Затоа реков, се за да функционира, а Пелистер како Еврофарм како сериозен клуб мора да ги има во предвид тие работи. Ќе зборуваме за Еврофарм во друга прилика малку повеќе. Бица тогаш ќе направи една анализа малку на Желко Бабич, пошто ми е еден од поомилените тренери. Пелистер од мана Кире ми доаѓа дека треба да одбележиме настанот со автобиографијата негова. Ако не се лажам, а пратам спорт и одамна, мислам дека е прва автобиографија на некој спортист во Македонија, што е објавена и што е секако за почит и за поздрав. И мислам дека беше нешто што требаше да се одбележи, да се спомене. Сега тука, кога го збориме Кире, се префломе на Алкалуит, некако автоматски ми доаѓа, вчера имаше убаво дерби. Го начнавме Кире и преку Кире одбележавме, значи за поздрав и за почит тоа што се направи, може нека биде и да речеме иницијатива за и други спортисти, не само од ракомет кои што се на крај на кариерата ли завршиле да го следат тој пример. Ама спомнувајќи о Кире автоматски ми некако ми се надоврзува на Алкалуит, па едно твое кратко видување на состојбата во тој клуб. Можеме ли да очекуваме некако експресно влегување во Суперлига и треба ли таму да очекуваме дефинирање некои кадровски решенија, тренерски можеме ли да очекуваме странски имиња? Може ја после да одговарам на прашањето. Нешто. Ќе ти забрани па некој. Киро сигурно дека со се она што го даде за македонскиот ракомет заслужи и да го пренесе онај цело искуство што го помина од Свети Николе до Нант, како што наведе и самиот на промоција. Имаше имаше таква шанса од Нант до Свети Николе, ама и ја промаш. И мислам дека Пон Погодок и се она што Киро како величина личност е на едно стварно место кое што и Киро како респектабилно. Алкалуит проектот се ето поврзано Киро, Алкалуит проектот, репрезентацијата. Јас мислам дека сигурно кога се работи со млади играчи, она што тие како пат го имаат истрасирано, мислам дека еден добар почеток и една голема шанса за младите играчи да се осетат како е да се работи во едни екстра добри услови. Високи професионални услови. Ние вчера ја коментиравме како покрај клупата тие работат со пулс метри, го пратат секој играч и тренинзите, така да тоа е една за нас може би стручен штаб. Точно чудно, а таа е една нормална работа во европскиот ракомет и свет, кога е во прашање спортот.
и мислам дека младите играчи се на добар пат. Стручниот штаб широк, со познати ракометни не се случајно таму. И ти кажа широк и ти кажа голем. Треба ли да се дефинира постојто? Не, мене не некако не дефиниран тој. А може би се знае задача. Да, веројатно Може сум сигурен познавајќи го и Киро како ете сега и играч и тренер кога влегува во овие води дека е перфекционисти, таму сигурно дека се знаат сите поставени се работите и дека секој од и Бранко и Билјана, веројатно и Лјупчо Савевски, секој си има улогата во екипата и секој го работи она за што и веројатно поставен. Ние вчера видовме заедно, го гледавме над преварот дека втората лига и како е интересна, не само овие две екипи, него и другите, останатите. И каков интерес имаше публика, и беше за сите, така, веројатно во иднина ќе има и уште такви надпревари и тоа е се за добробит на македонскиот ракомет. Јас сакам само да напоменам дека не случајно секоја среда ние одбираме од овој тип на екипи, Алкалуид, Голден Арт, веќе изигравме и имаме соработка за Металург. Да, дека практикуваме да играме со нив, на некој начин квалитетен тренинг и искуството на младите играчи со поквалитетна екипа, во овој случај Металург кој што игра на суперлигашко ниво и тоа дава некој друга димензија и друг квалитет. Ако на волја на вистината Металург баш на тие надпревари може да ја гледа моменталната форма и состојба како еден најквалитетен тренинг што можеме во една таква ситуација ние да видиме до каде сме. А тебе ти е лесно зашто имаш 7 играчи, лесно ќе ги скаутираш и ја занализираш. Точно, да. За тоа исто ќе зборуваме во друга прилика, да. Да сите по 5 минути и тоа. Да, така да проектор Алкалуид за мене е добар полн погодок и дека треба само да му се даде време и простор, не со едни краткорочни цели и видувања, дека тие мора одма, иако се со силен спонзор и со добри млади играчи кои што играе сериозна улога во суперлигашки екипи, него тоа да оди еден природен процес или еден природен пат каде што самите ќе го достигнат, не знам, тој влез во суперлига, така што сигурно е нив императив и нивна цел, но не се по секоја цена, него да оди тоа транспарентно да по некој природен пат. И јас мислам дека тие се тука на цврсти нозе, не мора да значи, не знам, тој нерешен резултат вчера и за едните и за другите, бидејќи долго е првенството и мислам дека ќе има уште изненадувања и дека сепак најдобриот, дали од некој овие екипи кои претендираат за Суперлига ќе биде и патникот за таму следната сезона, мислам дека ќе биде продуктивно за сите. Пошто ми дозволи јас да искоментирам, јас мислам дека ќе биде многу важно, можеби и најважно ќе биде, ова што го кажа Иван, дека тренираат во со висока технологија, тренираат со добар стручен штаб, со најновите, најмодерните, да речам, и стабилен спонзор кој што дека ќе биде инспирација и за другите. Прв кој се наметнува да ги прати во чекор, сигурно е Голден Арт, Јуниор Кисела вода. Сигурно. Сега да не ги набројуваме и другите. Сигурно можеби тоа ќе биде на инспирација да го дигнат нивото, што всушност ќе биде нели она најважното за македонскиот ракомет. Тешко дека суперлигаш ќе да имат, сигурен сум, а и додатен мотив, сигурно. Додатен мотив за младите играчи, верувајте, секој сака сериозен проект. Има неколку млади играчи, можеби ќе го применат и они, ќе научат, така да ќе има. Се е тоа некој показател како треба да изгледа една нормална, значи не збораме врвна, него не една нормална екипа во однос на услови и она како треба да се прати во текот и на тренажниот процес, али и на цела сезона играчот во однос на физичка подготвеност, во однос на форма и така натаму. И сега кога сме кај играчот, како финале на вечерашната емисија, на денешна емисија, ние испланиравме да разговараме и да издвоиме еден македонски играч кој можеби до сега остави најголем впечаток или во првата или во Суперлигата. И ќе се обидуваме во секоја емисија да пронаоѓаме или играч или можеби и тренер кој што оставил впечаток, кој што се издвоил. И сега бидејќи ова го снимаме од кога се поминати повеќе кола и во првата и во Суперлигата, мене ми се наметнува некако Атанасиевич као можеби еден од играчите кој што направил прав потек, па од Скопје замина во Еврофан Пелистер 2, па доби повик од Кире за репрезентација,
Па вчера еден наш пријател кажа дека од ништо не му е страв, дека не се плаши да нападне независно дали од таа страна утре Винчек ќе му застане во одбрана. Дали можеби еве се служувате со мене, Бице Иве? Јас да. Сигурно дека Сигурно дека Атанасиевиќ е еден врвен талент и се она што го постигна до сега го направи со работа и со вложен труд. Збориме за Павле или за Петар? Мислам дека е добро. И двајцата се добри таленти, мислам дека Бекот, да. За Бекот. Веројатно потегот со самото доаѓање во Битола го направи она што тие веќе се на некој начин и еден степен од останатите врсници. Јас би ги напоменал и другите покрај Атанасиевиќ дека и Александар Петковски од Металург е исклучително со големи чекори граби кон она што е што значи играчи кој што сериозно ја користи секоја минута и шанса. Александар игра на твојата позиција? Да, деснокрилната позиција. Митев, Марко Митев, кој што ми остави сериозен впечаток средниот бек на Бутел. Од Бутел, така да плеада има на едни млади играчи, една генерација. Верувајте, генерациите се раѓаат, не се ствараат, според мене. Значи, ова е една генерација во моментот кој што треба да се негува, тие имат сериозна поддршка и внимание од селекторот и тие на еден правилен начин одат и еден природен пат си ги достигнуваат оние своји амбиции кои што секој треба млад спортист да си ги постави. Што би му препорачал на Атанасиевиќ? Да остане во Ерофарм уште една, две, три сезони, да дојде во Вардар, во Пелистер прв тим, во Рајникар Левен да оди? Не, мислам дека грешката што младите играчи ја прават, тоа е императивот или не знам, желбата да оде во странство. Да, тоа е една сериозна и добра амбиција со сериозна цел, но првен треба да ги пребродите тие детски болести или да ги научите тие основни работи кои што секој спортист или секој ракометар треба да ги има во кариера, на почетокот на својата кариера. Мислам дека и има долгорочен договор со Еврофарм 2, Пелистер тука го забетонира на некој начин со договор и тие го препознаат тој квалитет и мислам дека тој треба да се надоградува, а по она што спомнавме во текот на емисијата, природниот пат што е правилен, треба самото негово наградување ќе му го покаже патит ќе го насочи према вистинските цели кои треба да ги има. Тој сите квалитети ги поседува за еден врвен спортист и ракометар. А ќе има бенефит Македонија, македонска репрезентација сигурно со сите овие што ги набројав. Дефинитивно. Значи да не беше Викторот позади камерата и цело време да ни дава сигнали дека треба да скратиме, ова сигурно ќе траеше до долго во ноќта. Сите мислам дека сме задоволни од првата емисија, влог или подкаст. Да, за 15 минути ќе направиме пауза, ќе ја снимаме втората. Јас само да се заблагодарам на Иван и на Бице за поддршката уште од раѓањето на оваа идеја. Бице стално ќе седи тука, Иван кога ќе можеме да го крадеме помеѓу две-три такмици. Јас и на Тања сакам да се заблагодарам, ти не намести вака како што треба, иначе ќе се буневме цело време. И благодарам, се гледаме следната недела.